Мило ми е што можам да сум помеѓу вас овдека и се чувствам почестен и го барам Бог да зборува преку мене ово утро на мене и на вас, бидејќи е познато дека проповедниците често се проповедате на самите себе, така да тоа што го проповедам јас, барам Бог сите нас да не допре, вклучувајќи ме и мене. И како што кажа Никола, сме во некоја, да кажем, транзициона фаза како семејство, но и во тие моменти кога чекаме, кога движиме некаде, не знаеме каде сме тргнати, веруваме на Бог и во тие моменти, бараме Бог да го искористи тоа чекање во кое што сме и ние моментално. И јас верувам дека Бог има спремно многу работи за Македонија, се надам дека не сум единствениот овдека што го верува и го мисли тоа. Јас верувам дека тек ќе гледаме работи кои што Бог ги прави кај нас и големи работи што можеби ги немаме видено за сега. И ми се надоврзува на темата која што сакам да размислуваме денеска овдека, тоа е дека Бог е со нас во непознатото. Сега ќе видиме што е тоа непознато. За секој од нас тоа изгледа различно, но Бог не повикува да зачекориме со Него со целосна предаденост. Како што се молеше и Никола да целосно се предадеме ово утро, ја би се надоврзал на тоа да не биде тоа само ово утро, туку и кога ќе излеземе да останеме целосно предадени, вечер да останеме целосно предадени, утре да останеме целосно предадени. И тој кој што не е целосно предаден, секој самиот си знае во срцето, да не со колено ги буцкаме другите до нас, самите да се испитаме каде сме во нашиот однос со Бог, колку сме ние предадени во нашиот однос со Бог, а верувам дека Бог има спремно многу поголеми работи за секој еден од нас овдека. Јас цврсто го верувам тоа, ама секој си го знае точно каде е неговото место во неговиот личен однос со Бог, бидејќи сите ние сме повикани на иднина која што е многу поголема од нас. Бог не е повикал на иднина, ако Бог не има повикано на иднина која што ние можеме да исперцепираме, сватиме и срочиме во една кутија, за мене тоа не е Бог. Бог е Бог ако тоа што го има замислено многу поголемо од мене, од моето разбирање, од тоа што мојов 2-3 килограми мозок може да го разбере, да го свати. И обично за нас тоа е нешто кое што е непознато. За нас тоа е нешто кое што не можеме да го разбереме, кое што не можеме да го исперцепираме и најчесто кое чувство се јавува кога ќе го слушнеме зборот непознато? Страв. Апсолутно. Таа е првата емоција која што ни доаѓа, првото чувство кое што ни доаѓа кога ќе исчекориме во него, но Бог е добар. Бог е добар, Бог не повикува кон нешто кое што нема да биде со нас, во нешто кое што ќе не остави сами, туку Бог не повикува кон нешто кое што бара целосна предаденост кон него. Ако ние сме 50% предадени, нема никогаш да зачекориме во тоа што Бог ни има и да ги искусиме работите, добрите и тие големи прекрасни работи кои што Бог ги има спремно за нас. И Бог не има сите повикано на нешто кое што сите сме заедно и повикани како христијани. Секој си има специфичен повик, но има едно нешто кое што сите сме повикани, тоа да го споделиме евангелието. На начин на кој што Бог не поставил таму каде што сме, со луѓето со кои што сме, не мора да биде посебен повик за евангелизација. Како што кажа Никола, јас исчекорувам во таков повик, но не зборам за тоа, зборам за секојдневното споделување со нашата фамилија, со нашето семејство, со луѓето околу нас, пријателите околу нас, но дојдов до едно откровение за тоа што значи зборот Евангелие. Велиме да го споделиме Евангелие, но што значи зборот Евангелие? Може некој да ми помогне? Радосна вест, така? Радосната вест е вест само кога е искомуницирана. Иначе останува само еден радосен факт. Останува само еден историски факт дека супер, Исус умрел на крстот, воскреснал од мртвите после третиот ден. Супер! И ќе си го ставиме тоа во фиока и тоа останува само еден факт. Тоа веќе престанува да биде радосна вест. Вест само кога ќе искомуницираме и 2000 години истата вест,
и 30 години во Македонија се истите вести на телевизија, ама малку поразлична вест ова од тоа. Бог не повикува да ја споделиме таа. И зошто е вест? Зошто е вест? За мене тоа е едно многу интересно откритие. Зошто е вест? Не, пак ќе остане факт, ако ние го споделиме, но е само факт дека тоа се случува. Вест е вест, бидејќи ако некој имал некаква завист вчера, од кога ќе го запозна Исус, ќе му се сподели евангелието, тој човек е ослободен, тие синџири во неговиот живот се скршени. И тоа е што? Вест, новост. Трансформира евангелието, кога ќе го искомуницираме таа вест, кога ќе искомуницираме, прави трансформација, прави промена и оттаму потекнуваат сите вести кои што евангелието ги прави. Ако нема моќ и ако е само факт кој што не го комуницираме, тоа нема никаква моќ. А Бог не повикува да исчекориме во еден живот каде што ние тоа ќе го живееме, тоа ќе биде дел од нас, ќе го споделуваме секаде каде што ќе одиме. На сите места каде што сме, бидејќи тогаш ќе се случат трансформации, тогаш ќе се случат работи кои што не сме ги искусиле до сега, кои што не сме ги виделе, бидејќи Бог е Бог и во тоа не е познато. Бог е Бог кој што чекори со нас токму таму и не повикува да го правиме тоа. И како што кажа Никола, сакам ово утро да ги отвориме нашите срца, да дозволиме Светиот Дух да делува во нас, бидејќи не е само да дојдеме во црква, да седеме на овие клупи, да слушаме проповед, да се поздравиме на крај, ќе се отидеме дома, библиски час, ќе се поздравиме, ќе се отидеме дома, пак неделна богослужба, молитвен состанок, 1, 2, 3, за не ги знам сите програми од црква, ама не е само тоа поентата да бидеме тука присутни и да си одеме. Ние можеме да го љубиме Бог, а да не сме целосно предадени на Него. Јас верувам дека има луѓе, не само во оваа црква, во црквите кај нас, во Скопје, во Македонија, дека има луѓе кои што искрено го сакаат Бог, ама не се целосно предадени на Него. Не знам за кого важи овдека тоа денеска, но како што кажав, сакам сами да се преиспитаме, а Бог не повикува да му веруваме во тоа непознато. Ако некој од нас чекори 70% во повикот кој што Бог го има за него, тие 30% останатите за него се непознати. Ако него чекори 99%, тоа 1% е непознат. Ако него чекори 20%, тие 80% се непознати, но Бог не повикува да чекориме со него, да исчекориме во нешто во кое што ни е страв. Сакам секој да се замисли во овој момент што е тоа кое што Бог му го има дадено како визија во неговиот живот, некој сон кој што го има. Еден ден би сакал да сум таму. Еден ден, ја верувам дека Бог не дава визии и имагинации кои што се силни во нас, а се за негова слава, а да не се од него. Јас верувам дека тоа кое што можеме да го замислиме, дека Бог не повикува натака, дека тоа е нешто кое што Бог го припрема за нас. И сакам да размислиме дали можеме сега да го надминеме тој страв и да исчекореме во непознатото. Во Еремија 29 глава 11 стих сите го знаеме, тоа вели: зашто само јас ги знам замислите што сум ги смислил за вас, вели Господ, замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Во 1 Самуилова 2 глава 35 стих вели: и ќе си поставам верен свештеник. Ова е супер пример. Тој ќе постапува по срцата моја и според душата моја и неговиот дом ќе го направам цврст. Библијата е полна со примери од луѓе кои што исчекоруваат во тоа непознато. И ќе зборуваме за конкретно еден пример кој што е многу интересен и верувам дека Бог ќе ни зборува преку тоа, но Библијата е полна со луѓе. Јас немам видено еден пример каде што Бог ќе повика некој кон нешто и ќе му го даде целиот план. Ќе му изложи цел проект план, вака ќе биде во наредните 30 години. Ајде, еден чекор по друг чекор, ама сите чекори ќе ги знаеш. Ја немам сретното, ако некој знае, може би поспремен од мене, нека ми каже, ја немам сретното до сега. И верувам дека тоа важи за секој ден од нас овдека. И верувам дека кај сите Божји луѓе го имало истото чувство, тоа е чувството на страв. Чувството на стравот од непознатото. Каде ли сега ќе одам? Каде ли Бог ме повикува? Но и покрај тоа, да имаме страв, да се плашиме од нешто, не е греф.
греф ако тоа не спречува, ако тоа не кочи. Нормално е да имаме трема, нервоза, страф, но според мене не е веќе преоѓа границата на тоа каде што Бог има толеранција, ако тоа не спречува нас. И останува да ние живееме во една безбедна коцка, безбедна зона во нашиот живот, каде што си ги знаеме работите, си ги знаеме луѓето, знаеме што правиме, доволно е тука се служам, добра е. Тука ќе се пензионирам, тука ќе си умрам, добра е, тамане. Но прашањето е дали Бог нема повикано за до таму или има уште повеќе за нас. Можеби тоа се исчекори кои што се нелогични да се направат и исчекори кои што носат голем ризик во нашите очи, барем. Ризикот е секогаш наша перцепција, каков е ризикот, нашата калкулација во главата, волку би имам на страна работи кои што треба да ги ризикувам и не знам што ќе добиам ако исчекорам во овоа. Секогаш е прашањето дали навистина го слушам Божиот глас во тоа што мислам дека Бог ме повикува. И не верувам дека тие работи ќе исчезнат, тие мисли, стравови, искушенија, дека тие работи кога ќе исчекориме, дека тие работи ќе се тргнат и едноставно секи биде рамно и мазно и супер. Не верувам дека тоа ќе биде така, но верувам дека Бог е со нас и таму. Колку од нас го знаеме примерот на Исус Навин? Исус Навин е наследникот на Мојсей, кој што ја довршува мисијата која што Мојсей ја почнал, односно да го однесе израелскиот народ во ветената земја. И Исус Навин е представен како голем човек во библиската историја, како голем лидер, водач на израелскиот народ. Толку многу луѓе да ги внесе, да ги однесе, да паднат зидините на Ерихон, такви чуда прави Бог преку Исус Навин, сопира реката, проаѓаат луѓето, не верат истите чуда што со Мојсей ги има правено. И гледаме од првата глава, у првите стихови, Бог веднаш му вика не се плаши. Ја зема улогата која што требаше да ја земе и Бог, ја не знам, ги броев. Не ми текна која беше бројката, ги броев. Колку пати Бог му кажува да не се плаши. Тој е човек кој што чекорел во Божиот повик и константно бил уплашен, страф му било, не знал што ќе биде, се прашувал. Ја не ги пишува сите работи кои што ги доживувал, ама може да заклучиме од сега Бог да ми се појавува со ангели, со гласови, со све, константно да ме убедува дека не треба да се плашам, какав треба да ми биде стравот кој што го имам во мене. И одговорноста точно, ама и стравот кој што треба да го имам во мене. И јас сакам да во охрабрам дека стравот не е тој кој што го има последниот збор. Дека Бог е тој кој што го има последниот збор и дека и покрај стравот кој што го имаме за тоа нешто кое што дали треба или не треба, дали ќе биде или нема да биде, да го оставиме на Бог, да го оставиме во Божите раце и бидејќи Бог, ако на некој му се објавува како на Исус Навин, блажен е тој човек, но сепак ние ги имаме стихови дека што веруваме дека Бог зборува преку нив и денеска, дека не треба да се плашиме, дека стравот не треба да биде тој кој што треба да не контролира. А Бог ја наградува верата. Бог ја наградува секогаш кога ќе исчекориме во тоа, Бог ја наградува верата. И сметам дека тоа е нешто кое што е помеѓу вас и Бог. Не е помеѓу вас, луѓето околу вас, фамилијата околу вас, пријателите околу вас и Бог. Бидејќи не секогаш луѓето ќе може да го разберат тоа на кое што Бог ве повикува. Но е еден класичен пример за тоа. Ној беше единствениот кој што го послуша Бог во тоа, кој што го следеше, изгледаше како луд во неговата околина во времето во кое што живееше, беше како лудак, чудак, луѓето го гледаат чудно, но на крај тој Бог го верно и слепо го следеше, иако верувам дека немал целосна слика и разбирање на тоа што Бог сака да направи, но неговата верност и неговата послушност кон тоа непознато во кое што Бог го повика, се исплатеше. Тоа се исплатеше, можеме да видиме колку многу за него и неговото семејство. Јас верувам дека гласовите на другите луѓе може да бидат голем фактор во тоа да не сопрат, да не спречат во тоа што Бог не има повикано.
И затоа треба да имаме цврста увереност кон нашиот повик, цврста увереност кон тоа кое што Бог не има повикано, а Бог ви има повикано секој еден од вас на нешто многу, многу, многу поголемо. Доколку иднината која што ја живеете сега во вашите можности и ограничувања, не е тоа кон кое што Бог ви има повикано. Бог ви има повикано кон нешто многу, многу поголемо. Само треба да се отвориме према Бог, да го примиме тоа и да исчекориме без да стравот не спречува, без да се плашиме, иако скоро нереално тоа, но да не дозволиме тоа да не спречува нас во сето тоа. И во Римјаните 8 глава 28 стих вели: знаеме дека оние кои што го љубат Бога се повикани по негова волја, секој содействува за добро. За оние кои напред ги позна, ниф ги предодри да бидат сообразени со ликот на неговиот син и тој да биде првороден меѓу многуте браќа. А оние што ги предопредели и ги повика, и кој ги повика ги оправда, и ги оправда тој ги прослави. Сакам мојата цел е на крајот на овој живот, кога ќе го сретнам Исус да ми рече: добар и верен слуго, влези во радоста на својот Господар. Верувам дека секој еден од нас, се надевам дека тоа е целта кон која што одиме, не е целта само да бидеме тука присутни, да ги вршиме работите кои што ги вршиме. Верувам дека имаме цел кон која што движиме и дека сакаме тоа да биде еден ден реалноста во нашиот живот, да исчекориме во вечноста со нашиот Бог и Спасител. И прашањето колку сме ние предадени на Бог? Колку сме ние предадени на Бог? Дали е на вистина 100% предаденост? Или е можеби 99? Или е можеби 75? Нема математичка формула која што ќе го одреди тоа, но самите ќе знаеме дали е 100% или не е 100%. Самите ќе го знаеме тоа. Самите ќе го знаеме тоа. Имаше уште едно, дали на некој му се случило да добие откровение од Бог, а тоа да е за нешто многу очигледно во животот. Као толку очигледно што тука ти било и не си го гледал и на крај си као: па стварно бе. Као да бе. И тебе ти откровенија, за некој може би не е, ама за тебе во Матеј 28 глава 18 до 20 стих, кога ги испраќа учениците, има еден момент кој што за мене малку ме замисли на начинот на кој што сум се молел со години наназад. Дали е на вистина така? И јас со години се молев: Господе, дојди тука, биди тука. И ги читам стиховите, вели: јас сум со вас секогаш. И секам: па добро, Бог е до мене секогаш, ја го молам да дојде. Константно викам: дојди, он е тука. И Бог е со вас секогаш, Бог е тука секогаш. Не е битно ни што правите, не е битно каде сте моментално, Бог е со вас секогаш и Бог ќе биде со вас секогаш. Бог ги испраќа учениците кон непознатото и вели: јас сум со вас до последниот ден. Значи Бог ви испраќа во вашиот повик, Бог ве повикува во таа иднина, Бог ве повикува во непознатото, ама Бог е со вас секогаш. Бог ќе биде со вас во секоја една секунда, дали вие тоа го чувствувате, не го чувствувате, имате страв, немате страв, сте уверени, не сте уверени, сте тажни, срекни, какво и да е вашето расположение, тоа е неважно. Бог е со вас секогаш, не е само кога вие сте во супер перформанс во вашиот живот. Туку секогаш. И за мене тоа беше откровение, зашто го молам Бог секогаш да дојде, а он ветува дека секогаш ќе биде со мене. Значи Бог е денеска тука. Исус е денеска тука помеѓу вас, со нас, со тебе, секој еден лично. И верувам дека Бог ама Бог не е со тие кои што не го следат него. Тој ги повикува сите, но Бог е со на апостолите им го вели тоа. На луѓето кои што ги повикува по негова волја. И Бог не повикува да исчекориме натаму. А Бог ќе биде со нас секојаш каде и да одиме. И во Исус Навин, како што кажав, сакам да го видиме примерот на Исус Навин. Сега нема да ги читам првите неколку глави цели, ќе прочитам само 3 стиха, за да ме покани друг пат Никола, може да дојдам.
Но може да отворите за тие кои што ги немате прочитано тие стихови, отворете, прочитате ги, видите како Бог му вели да не се плаши Исус Навин, но од перспектива наставите се на негово место. Какво чувство треба да имал Исус Навин, каква тензија треба да имал Исус Навин во него на целиот тој повек, за да Бог толку многу го обидува. Сакам да ги прочитам стиховите од 5 глава 13 до 15 стих. Вели, кога Исус се наоѓаше близу до Ерихон. Значи, константно да го фатиме контекстот, константно Бог го убедува да не се плаши. Прави чудо преку него и константно вика не се плаши, не плаши се. И стига до Ерихон. И гледа токав град, токави зидини огромни. И според тие некои коментари кои што ги имам читано од теолози, кажуваат дека таков град на воен начин може да се сруши само доколку се предаде градот од внатре, бидејќи бил на некоја таква местоположба поставен, не бил толку за израелскиот народ, за таа војска не било возможно да го освои преку воена операција. Туку требало да чека да се предаде градот, да излезат од внатре да кажат готово се предаваме, ваше е се, или да чекаат повеќе од 6-7-8 месеци за да изгладнат сите, да го окупираат градот, да не може трговија на храна да има и луѓето од глад да умрат внатре. Тоа биле двете стратегии возможни од таа некоја си војна стратегија за да се случи тоа. И замислете таков плашлив човек како Исус Навин да застане, го гледа градот и вика нема шанси. Нема теорија. Како јас ова ќе го направам? Што ќе направам? И вели кога Исус се наоѓаше близу до Ерихон, погледна и виде и ете пред него стои човек со изваден меч во раката. Исус се приближи до него и му рече: "Наш ли си или си од нашите непријатели?" Тој му одговори: "Не, јас сум водачот на војската Господова, сега дојдов овде." Исус падна ничком на земја, се поклони и му рече: "Што ќе му заповедаш на својот слуга?" Водачот на војската Господова му рече на Исус: "Собој ги обувките од нозете свој, бидејќи местото на кое што стоише свето." Исус така и направи. Има коментари кои што велат дека ова е објавата на Исус Христос во Стариот Завет, дека ова објава на Исус Христос во Стариот Завет. И замислете до каде е стигната таа ескалација на стравот, каде што самиот Бог доаѓа кај него и му вика: "Не плаши се, јас сум тука." Да му даде таа сигурност, бидејќи кога Бог не повикува во непознатото, зошто го спомнувам ова, дека ќе се соочиме со многу наши ерихони. Ќе имаме многу наши ерихони кои што нема да знаеме што да правиме со нив. За нас ќе биде невозможно, нема да знаеме како да изреагираме, нема да имаме човечка стратегија за тоа, едноставно ќе стигнеме до некои невозможни ситуации во нашите очи, но знаеме дека тоа што е за нас невозможно, за Бог е возможно се. И Бог е со нас секогаш. И ова е за мене еден сликовит класичен пример дека човек кој што го презема повикот на Мојсей, продолжува да го исполни повикот на Мојсей. Не знам колку било тоа по негова волја, не по негова волја, сам го барал тоа, му го наметнале тоа. Верам дека Бог го повикал и тој го прифатил по послушност, кон Бог го прави тоа. Но го прави константно со некаква тензија во него и таа ескалира до степен да Бог треба да се појави, Исус Христос треба да се појави пред него и да му каже: "Јас сум тука, сега дојдов, јас сум тука. Небитно од чија страна сум, но јас сум тука. Тука сум за повикот да го исполнам, не е на твоја или на нивна страна да бидам. Тука сум за да ја исполнам таа мисија, да довршам таа мисија." Бог е со нас секогаш. И тоа е до моментот кога ќе стигнеме, кога ќе исчекориме во таков повик, кога ќе исчекориме во такво непознато, Бог ни дава одредена визија, ни дава одредена цел и ние чекориме кон таа цел. Ќе има многу препреки, ќе има многу чуда кои што Бог ќе ги прави. Не е само препреките, не е само стравот, тука чудата кои што ќе ги гледаме и работите кои што Бог ќе ги прави. Ние нема да гледаме многу чуда ако се седеме во безбедната зона. Кој виде чудо од апостолите кога беа на морето во бродот?
Петар изчекори во непознатото. Тој го виде чудото да чекори по вода. Не беше Јован, не беше Андреј, не беа други. Туку беше Петар. Бидејќи Петар реши да изчекори во тоа непознато и до ден денес ќе се раскажува таа негова храброст да изчекори во непознатото. Јас верувам дека Бог е добар и верен, дека Бог не повикува кон нешто многу поголемо. И дека заедно со силата на Светиот Дух, бидејќи ако работиме за Исус, без Светиот Дух, е како, знае некој shadow boxing што е? Има чуено некој за терминот? Ја кога тренирав пред неколку години на борачка вештина, не беше бокс, ама имаше дел од вежбите беа поврзани со бокс и имаш мавање во вреќа, спаринг со друг партнер кога се бориш и имаш една вежба која што е мавање во празно за да вежбаш. За мене тоа е работата за Бог, работата за Исус без придружбата на Светиот Дух. Мавање само во празно, без никаква цел, без никаква поента, само колку да се мава, само колку да се прави нешто. И затоа сакам да изчекориме за мене ми е срцето да се сподели евангелието низ цела Македонија, точно да. Ама од друга страна сакам да видам што повеќе луѓе како изчекоруваат во тоа непознато, што повеќе луѓе како изчекоруваат во повикот кој што Бог им го има дадено. И верувам дека на црквата е потребно денеска многу повеќе отколку било кога претходно. Јас верувам дека живееме во последните времења и дека Бог не повикува, ја спрема таа негова војска за нешто многу поголемо и таа војска нема да е бестрашна војска, но Бог ќе е со таа војска. Секогаш. И затоа да не дозволиме стравот да не спречува, да не го дозволиме тоа. Да не го дозволиме тоа во Евреите 3 глава 15 стих вели: ако денес го слушнете Божиот глас, не сврднувајте ги вашите срца. Ако денеска Бог ви зборува во вашето срце дека треба да изчекорите, дека треба да преземете некогов чекор, направете го тоа во слепа послушност. Не калкулирайте колку работи ќе треба да ризикувате, не калкулирајте со вашиот ум. Дигитронот наши Божиот не е истиот. Немаме исти дигитрон. Работите кои што Бог не вика да ги ризикуваме, ќе ги награди многу пати повеќе. И тој кој што го има искусено тоа знае, тој кој што го нема искусено тоа, сакам да го искуси, еден ден да се сретнеме да ми раскажува за чудата кои што Бог има направено во неговиот живот. Во неговиот живот. А во тој повик ќе има многу напади од ѓаволот, ќе има многу работи кои што на ѓаволот нема да му се свиѓаат и ќе проба да ве спречи, со вашите мисли, ќе проба да ве спречи со мислите на луѓето околу вас, дури да се луѓето од црквата. Не мора да значи дека тоа е Бог ми зборува сега преку сите овие луѓе. Може, не мора да значи, бара добро расудување тоа. Но Петар на Исус му вели: ти си синот Божи, следната секунда му вели: нема да дозволам да одиш на крстот. Може во еден момент да ве разберат луѓето, во друг момент да не ве разберат и да не ја зборуваат Божјата воља за вашиот живот. Затоа е многу важно да го слушаме Божјиот повик за нас кој е. Бидејќи гласовите на другите луѓе може да не створат гужва во нашиот ум и хаос, како се обраќава во Скопје некоја што е често, и да слушаме свирежи само од гласови, а да не можеме да го слушнеме Божиот глас многу јасно. И јас не би охрабрил некој да слепо ги слуша гласовите на другите луѓе, ама би охрабрил некој слепо да го слуша Божиот глас, колку да другите луѓе не го разбираат тоа. Да, убаво кога црквата ќе го препозна тоа, убаво кога црквата ќе го охрабри тоа, ќе го поттикне тоа, но не секогаш го гледаме тој пример. Не секогаш го има тоа
не зборам за денеска, за црквата, не зборам ни за овдека, туку зборам за целата библиска историја. Каде што има луѓе кои што се повикани директно од Бог и луѓето околу нив не го разбираат, а луѓето ќе зборат, луѓето ќе кажуваат, луѓето ќе си имаат своји мислење, ќе си имаат свој начин, вака е подобро, така е подобро, на овој начин ќе биде подобро да го направиме нештото, но повторно ќе кажам, повикот кој што Бог го има е специфичен, уникатен, поголем од нас, поголем од нашиот мал мозок, поголем од нашите колективни мозоци, поголем од нашите колективни мозоци собрани заедно, колку да сме тука сега, уште поголемо од тоа. И верувам дека црквата ќе биде благословена многу од таквите луѓе, кои што ќе преземат таков ризик на исчекорување во тоа непознато. Верувам дека Бог ќе ја благослови црквата преку тоа, ќе ја благослови нашата држава преку тоа, а Бог е со нас секогаш. Бог е со нас секогаш. Бидете охрабрени од тоа. Ве повикувам да направите промена некаква. Јас не сакам, најмалку што сакам е да дојдам да проповедам, колку да проповедам. Поради тоа што Никола ме поканил да се исполнам должноста, да се проповедам, се отидам дома, се ручам со Моника и Сара. Мене ми е срцето да поттикнам промена, бидејќи црквата не е црква кога дојдеме и се отидеме истите. Не е тоа поентата на црквата, не е тоа поентата на заедништвото. Поентата да бидеме охрабрени, да бидеме поттикнати, но да бидеме променети. Ако не сме променети, рамна линија ако е, значи смрт. Ако има успони и падови, тоа значи дека сме живи, тоа значи дека нешто се менува. Нема секогаш да се менува на подобро, некогаш ќе се менува на полошо, некогаш ние ќе мислиме дека се менува на полошо, всушност Бог спрема многу подобри работи, но има динамичен однос. Има нешто кое што е живо. Дише, живо е, движи. Еве сега Сара година и 2 месеци има, паѓа, ќе каже нешто ново, интересно, не ќе падне, ќе оди со прсту штекер да брца, ќе се нервираме. Има убави и неубави моменти, ама живо е детето, си расте. И според мене така треба да изгледа од кога станав татко, почнам да ги гледам малку на поразличен начин работите, верувам вие кои сте се родители и подолго време, уште поразличен ги гледате работите, но верата, верувам дека нашиот однос со Бог треба да биде исто така жив. Исто така жив и да растеме константно. Да растеме во Него. Да расте Бог во нас. И да дадеме се повеќе и повеќе простор, а сакам тој простор да стигне до 100% кај секој ден од нас. И повторно ќе повторам Евреите 3 глава 15 стих, ако денес го слушнате Божиот глас, не го стврднувајте срцето. Во Библијата вели денеска е денот на спасението, но всушност зборот на денес е сега е моментот на спасението. Сега е денот на спасението. На кој може да гарантира дека кога ќе излеземе овдека живи ќе се вратиме дома? Дали некој може да го вети тоа, да го гарантира тоа сам за себе или за другите? Не. Сега е денот на спасението. Сега е моментот на носење одлуки дека тука сум Господа, еве сум, тука сум, искористиме. Повикајме. Ако на некој не му е јасно тоа, што Бог го има повикано, ќе се молиме, споделете, ќе се молиме, Бог да ви открие. Ако веќе ви има откриено, не се плашете. Не се плашете. А Бог ќе го видите во едно ново светло во вашиот живот, во едно ново искуство. И сакам и на тој начин оваа црква ќе доживее многу работа како заедница, кога секој индивидуално ќе зачекори во неговиот повик 100% предаден, не само за време на славењето и молитвата, не само за време на проповета, туку и од кога излеземе од тука. Амин.